Православната црква денес ги празнува Тодорова сабота, светиот маченик Кодрат Корински и други со него, светиот маченик Кодрат Никодимиски и преподобната мајка Анастасија. Тодорова сабота, првата сабота од Великиот пост. Во оваа прва сабота на постот, со коливо го празнуваме преславното чудо на светиот великомаченик Теодор Тирон, кое што се случи вака. Кога Јулијан Отстапник, после Констанција, синот на Константин Велики, го зеде управувањето со царството, тој започна отворено враќање од христијанството во идолопоклонството, и тоа не тајно, туку јавно, подигнувајќи прогон против христијаните. Но злочестивиот не сакал јавно да приредува сурови мачења, туку смислил по инаков начин да ги искушува христијаните. Знаејќи дека нашиот христијански народ најмногу се очистува и внимава на Бога во првата недела од Светиот пост, тој го повика управникот на градот и му заповеда да ги тргне обичните продукти од пазарот, а на нивно место да стави други, попрскани со крвта на идолските жртви. Така сите што ќе купат и ќе јадат од таа храна, ќе бидат осквернети. Меѓутоа Бог, кој ги попречува лукавите во нивните заговори, а за нас, неговите слуги, секогаш има промисла, ја разруши и оваа завера на Јулијан. Кон градскиот архиереј Евдоксиј, он го праќа великомаченикот Теодор Тирон. И тој застана пред него, не во сон, туку најаве, и му рече: собери го Христовото стадо и заповеда им на сите ништо од она што се продава на пазар да не купуваат, бидејќи е осквернето со крвта на идолски жртви од страна на нечастивиот цар. Архиерејот беше во недоумица и го праша што да јадат оние кои дома немаат доволно храна, доколку не докупат од пазарот. Светителот му рече: со коливо, за да го дополни недостатокот. Евдоксиј не разбра што точно е тоа коливо и го праша светителот, а тој му објасни: варена пченица. Патриархот тогаш го праша: кој е тој што толку се грижи за христоименитиот народ? А Христовиот маченик рече: од него сум ви испратен за помошник. Патриархот направи како што му беше кажано и го зачува Христовото стадо неосквернето и неповредено од лукавството. Јулијан, кога виде дека неговата измама е откриена, се посрами и заповеда на пазарот да се врати обичната храна. Христијаните пак во знак на благодарност кон благодетелот и кон маченикот во саботата со коливо извршија радосен спомен. Од тогаш и ние верните ова чудо го обновуваме за да не биде заборавено и го почитуваме великиот Теодор со коливо. Свети маченик Кодрат Корински и други со него. За време на гонењето на христијаните, многумина верни се разбегале по планините и пештерите. Така направила и мајката на овој Кодрат. Но токму во тоа време таа била бремена. Та во шумата го родила Кодрата, па наскоро потоа умрела.
po promisla Božja i so angelot hranitelj čuvan, hranet i voden, kodrat porasnal vo priroda i vo osamenost. Onoj koji im daval mana od neboto na Izraelot vo pustinata, mu puštal na čedoto kodrat slatka rosa od oblakot na usta. Koga napolnil 12 godini, toj slegol vo gradot i tamu nekoji dobri ludje go vozljubile i go dale na nauki. Toj go izučil lekarstvo to, tak i lekuval bolnite. Kolku so prirodni lekovi, tolku i ušte poveke, so duhovna sila i so molitva, na koja se beše priviknal od detstvoto. Koga nastanalo novoto gonenje pod dekij, kodrat bil izveden na sud i bil frlen vo samica, no i petmina njegovi drugari mu se pridružile nemu i go ispovedale ime to Hristovo. Toa bile Kiprijan, Dionisij, Anekt, Pavle i Kriskent. Site bile vlečeni po ulicite i od neznabošcite, osobeno od nivnite deca, so stapovi i kamenja tepani, dodeka ne gi dovlekle na gubilište. Tuka mačenicite mu se pomolile na Boga i bile so meči sečeni. Na toa mesto izbil izvor voda od zemljata, koji den se vika so kodratovoto ime i podsetuva na junačkata smrt za Hrista na svetite šestočislenici. Česno postradale za vistinata vo 250 godina, vo Korint, vo vremeto na Dekij i njegovi od namesnik Jason. Sveti mačenik kodrat Nikomidijski. Ovo je bil blagorodnik i bogataš i vo isto vreme bil ubeden i krsten hristijanin. Vo vremeto nagonenjeto koga Valerijan zatvoril mnozina hristijan vo samica, kodrat gi podplatuval samičarite, ta vleguval vo samicata, im donesuval na zatvorenicite razni potrebštini i gi utvrduval vo verata. Koga bile izvedeni pred sudijata i zaprašani od nego za imeto, za tatkovinata i za staležot, tije molčele. Togaž zadnjiv se pojavil kodrat, koji viknal na cel glas: Hristijani sme po ime, slugi na Gospoda Isusa Hrista, po čin i po blagorodstvo, a naš grad i tatkovina neboto. Po ova izjava i toj bil staven pod sud i po dolgite i teškite tormozenja bil isečen zajedno s ostanatite. Prepodobna majka Anastasija, Patricija i dama na dvorot na carot Justinijan. Koga ostanala vdovica i koga videla deka caricata Teodosija ne atrpi, ta najednaž se izgubila od Carigrad i se našla vo egipetskata pustina. Pročujeni od duhovnika Vadanijil ja podstrižal i ja objavil kako monah Anastasiji Škopec, po njezina želba, za kako žena pod maški vid polesno da se spasi, a i od carskite traganja poneja da se skrije. I se zatvorila Anastasija vo tesna kelija, kade što pominala 28 godini. I kade se upokojila vo 563 godina. Pred smrta stareco Danijel go videl njezinoto lice, svetlo kako sonce.